Денеска во Службен весник се објави огласот за давање под закуп на државно земјоделско земјиште од над 3 хектари во регионот на Свети Николе, односно дел од земјиштето кое беше во собственост на поранешниот агрокомбинат Џумаилија. Јавниот оглас е за над 3 хектари, а се распишува 907 хектари државно земјоделско земјиште, поделено во 10 блока. Овие 10 блока се дел од третата од вкупно 4 географски целини. И во наредните 60 дена ќе се спроведува постапката. Затоа ги мотивираме сите заинтересирани за земјоделското производство да се обратат во Министерството, да ги добијат потребните информации и да конкурираат за овие, но и за површините кои што ќе објавуваме на следните огласи. Во следниот период за четвртата целина ќе се објави оглас за до 3 хектари, вкупно околу 600 хектари, со цел и помалите земјоделци од овој регион да дојдат до парче земја. Намената за која што се дава земјоделското земјиште е подигање на долгогодишни насади со лозје, овоштарници и хмелј, оранжерии, долгогодишни насади со лешник, маслинарници, ливади, рибници, спортско-рекреативни активности и рурален туризам и одгледување на други земјоделски култури. Во наредните месеци се очекува да бидат распишани огласи за дополнителни 11.000 хектари слободна земјоделска површина за до и над 3 хектари. Мотивиравме во овој период домашни и странски компании кои што се заинтересирани за изградба на нови производствени капацитети, за зголемувањето на вкупното земјоделско производство и за инвестиции токму во агросекторот. На собраниската седница на 2 мај се измените на Законот за консолидација на земјоделско земјиште, кои што се важни за спроведување на окрупнувањето на земјоделското земјиште. Годинава започнува постапката за окрупнување на 17.400 парцели на околу 4.500 хектари во Македонија во 12 веќе избрани локации.